Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски. Министерка, пред 10 дена преземавте позицијата прв човек на Министерството за труд и социјална политика. Но се чини најмногу во јавност се слуша за несогласувањата со заменик министерот Диме Спасов. Што навистина се случува? Значи, Мила Царовска воопшто не е лицето кое што е задолжено за комуникација со граѓаните, а најмалку е овластена да одговара во управна постапка на барање на граѓаните. Во тој контекст исто сакам да појаснам дека согласно усвоениот закон за влада по однос на договорот од Пржино, сите министри од опозицијата и дополнителните заменици министри, вклучително тука и замениците министри од редот на позицијата и на опозицијата, меѓу кои што и актуелниот мој заменик Диме Спасов, имаат право да ангажираат административни службеници со статус на кабинетски службеници од редот на вработените во институцијата и дополнителна бројка од еквивалентно 3 кабинетски советници кои што можат да бидат лица од институцијата или од надвор. Мила Царовска има статус на кабинетски советник, како истакнат активист и работник во делот на граѓанското општество и активизам по однос на прашања од надлежност на Министерството. Сметав дека Мила Царовска е компетентно лице да дава одредени сугестии и совети по барање на министерот за прашање од надлежност на Министерството. И вие во Министерството за труд и социјална политика и Спасовски во Министерството за внатрешни работи имавте бурен почеток. Седнавте ли со заменикот Спасов на заедничка маса во обид да ги надминете несогласувањата? Првата средба со заменикот Диме Спасов и заменикот Ибраим Ибраими ја имавме на 12 ноември 2015 година. Од нашата прва средба ние немавме друга средба, што не значи дека нема да ги имаме во иднина. Дневно комуницираме и со државниот секретар, и со заменикот Ибраими, кој што го заменува министерот во обврски во кој што тој не присуствува, тоа се одредени, да кажеме, седници на комисии при влада. Во тој дел сакам исто така да ги демантирам сите информации кои што одеа во прилог на креирање на јавно мислење дека стапувањето на новите министри на работните места ќе биде проследено со некакви кадровски разместувања, поместувања, деградирања, отпуштања, што секако не се случи, затоа што примарната цел ни е пред се функционалното организирање или реорганизирање, а не и кадровското кое што не секогаш ги дава резултатите во делот на функционалното организирање. Министерството за труд и социјална политика знаете дека е нудач и давач на широка лепеза на услуги по барање на граѓаните и знаеме дека во минатото, во функција на добивање на глас за време на избори, се манипулирало и со самите нивни барања, и со самиот нивен статус се злоупотребувале овластувања на лица кои што се вработени во институциите, токму во таа насока да бидат приморани да исполнат одредена партиска агенда или задача или да дадат глас за партијата во дел на уцена за остварување на нивното право. И во таа насока ние сакаме да бидеме гарантори дека тоа нема да се случува во периодот што следува од позиција наша и наше вклучување во овој процес од позиција на министри. Имаше обвинувања во јавноста дека лични порадоци на луѓе од Министерството за труд и социјала биле користени за партиски цели на водачката партија. Ке ги истражите ли како прв човек сега на Министерството таквите сомнежи во јавноста? Значи, побарав од одговорните сектори да ми достават информација во однос на тоа како се практикува правото на заштита на личните податоци и дали лицата кои што управуваат или се во допир со личните податоци на граѓаните имаат подпишано изјава за доверливост како обврска од Законот за заштита на личните податоци и укажување од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Добив информација дека
Дирекцијата за заштита на личните податоци и 2012 и 2013 година направило инспекцијски надзор во институцијата и доставило неколку укажувања кои што барале одредено постапување, меѓутоа и укажало дека Министерството треба да донесе подзаконски акт што ќе го уредува прашањето на заштитата на личните податоци заради спецификата на надлежноста на самото Министерство и одредените сектори кои што управуваат со такви податоци. За жал, до денеска нема подзаконски акт во Министерството што ги уредува и обврските и правата на лицата кои што управуваат со личните податоци. Значи, во таа насока и во тој контекст е и одговорот на прашањето, дека во тек се паралелни процеси кои што одат во прилог на регулирање на нерегулирана област, меѓутоа и за испитување на наводи за некаква можна злоупотреба на личните податоци. Министерка, бевте ли на прва владина седница и каков е вашиот впечаток? Премиерот има ли желба да соработува со вас во интерес на граѓаните? Лично имав присуство на една од владените седници која што ја водеше вице-премиерот Зоран Ставревски. Се одлучуваше, се решаваше за неколку прашања како барање од страна на Министерството за финансии, фискалната стратегија за 2015-2018 и по барање на министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство со дополнение на 4 точки. Интересно е што на самиот ден на владината седница закажувањето на седницата го добивме адхок, саат време пред закажана седница. Кога пристапивме на местата определени за министрите кои што за ресорите што ги водиме, немавме отворено акаунт на имейл на e-влада, што значи дека и немавме директен претходен пристап до материјалите со кои што се дискутира на владата. Имаше обиди за брзоплето поминување преку точки кои што бараат сериозна дискусија. Претпоставувам дека тоа е усвоена методологија на работа на владата, меѓутоа во момент кога имаат опозициски представници како членови на владата, претпоставувам дека ќе адаптираат методологијата на дискусија на седниците на владата со прашување во најмала рака дали некој има воздржан и против точките за кои што се дискутира, бидејќи станува збор за сериозни одлуки кои што во овој период можат да допрати до прашањата на организација на избори, особено во делот на финансиите. Ние со Министерот за внатрешни работи на таа првата седница гласавме воздржано по точките, имавме и аргументи зошто гласаме воздржано по точките. Особено интересна беше точката барањето од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство за пренамена на средства во ставка, од ставката за заштеда во ставката за субвенции. Станува збор за близу 9 милиони евра без ребаланс на буџет, туку со одлука на влада. Реагиравме на тоа дека сепак станува збор за зголемување на масата на парични средства за субвенционирање. Добивме уверување дека не станува збор за зголемување на паричните средства за субвенции, меѓутоа секако дека останува отворено прашањето зошто од ставката на заштеда на тоа министерство во делот на заштеда од елементарни непогоди и во случај на укажување на граѓаните дека се уште не се исплатени средствата за обештетување од елементарна непогода, така огромна сума на средства се префрла во ставка која што покрива растително производство и сточарство, односно субвенциите, и се отвара прашањето дали повторно не е на повидок некаква адхок исплата пред изборите на субвенциите. Министерке, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас за поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостинка беше министерката за труд и социјална политика Фростина Ташевска-Ременски. Довидување до следната недела.